Ова е за мене мојата прва епизода од сезонава на утринска телма со оброкот на денот и велиме дека и ова ќе го задржиме концептот на оброкот на денот, ќе споделиме некои рецепти, ама ќе се обидеме сето тоа некако едукативно да го представиме, да го протолкуваме и кој ако не овие 5 години вистина ни е еден од оние наши протагонисти во оброкот на денот, внимателно селектирана со оглед на тоа дека неговата платформа многу пати сум кажал ајде да јадеме добие една убава експанзија, се со цел Антонио да помогне на секој еден од нас во нашата заедница и живење и вели тој во една прилика додека јас и тој приватно разговаравме на некој начин второто полугодие од својот живот на некој начин го донесе до адреса на нутриционизам преку своји лични искуства, некако денеска да ги донесе еве и вам на Телма телевизија, сите некои работи, проблеми кои што некој пат не мачат, конкретно здравствени, особено со дигестијата, верувам дека ќе ги добиете како одговор. Некој пат ако имате прашања може да отвориме телефонска линија, слободно може да прашате, ама верувам дека тој до негова адреса пристигнуваат катадневно постојано или прашања конкретно можеби за комбинација на оброци, како да се справиме со вишок од килограми и ред други теми и прашања. И рековме денес со Антонио Велковски, нашиот познат нутриционист, ќе отвориме тема дали комбинацијата јагли, хидрати и протеини пречи на дигестијата и дали комбинација на оброци, односно комбинацијата на оброци постојат строги правила на кои што треба да се потпреме. Бидејќи некој пат знаеме да се казниме себе си, да бидеме премногу деструктивни, а верувам дека си се соочил со такви клиенти. Добро ми дојде во новата сезона и ти благодарам што си нашиот повторно ќе кажам протагонист, како што ги кажав во најавата, кој што се надам дека редовно ќе не посетува во оваа сезона календарска што ја започнавме. А баш пред некој недела помислив Кај ми се утринци? Да, каде е Марко да се јави. Очекував дека некаде веројатно на крај на септември ќе почнувате. И баш кога помислев нели ми се јавите и мило ми што сум тука на крај краишта. Телма беше првата телевизија што ме промовира 2020-2021 кога беше знам дека беше пред пандемија или тука некој период кога баш за време на пандемијата. И започнуваше со да, ти имаше некоја емисија на Пладне беше некаде околу 1-2. Така нешто беше. И не знам уште тогаш кога дојдов баш онака се чувствував како да сум доаѓал секој ден, имав многу трема. Беше драго. Истина ми е драго што заеднички градиме некој така. Така да се потсетив на тој момент кога ми се јави. Баш ми е драго. И еве 5 години подосна можам да кажам дека имаш толкава маса на луѓе кои што веќе ги следат твоите совети и едукативни моменти кои што секој ден ги споделуваш и знаеш што има една работа, веројатно и работата може би како некој пат и просветен работник, ако не знаат нели за твојата биографија дека си бил дел и односно го имаш во твоето богато портфолио тоа што се вели даскал, просветен работник, меѓутоа и работата со медиум долги години верувам дека ти направи или ти создаде чувство каде што знаеш вистински да имаш интеракција со публика, што и мислам дека нели за да се бави човек со нутриционизмот, постојано треба да бидеш со клиенти кои што имаме различни табиети, карактери, секој има различни барања и до тебе меѓу другото. Да. За да може човек себе си да се пласира на социјални медиуми, мора да знае нели однос прво да поседува таа мала мог за интеракција. Од друга страна кога веќе си на медиумите, на социјалните медиуми, очекува ностоп луѓе да те прашуваат, значи треба да знаеш и да им одговориш. Како да се однесуваш затоа што не сите се нели како да кажам пријателски расположени, некои може ќе те нападнат и слично, а и прилична комуникација, нели сите се со различни мислења и ставови, така што мене тоа многу ми помага и што без разлика што работам нели во радио, телевизијата е друг медиум, меѓутоа одењето вака по телевизија и гостувањето доста ме помогнало јас да можам понатаму нели да ја работам оваа работа што ја работам. Да се артикулираш себе си во полето на нутриционизмот. Јавното зборување, јавното говорење што никој пат особено не ти било тебе голем проблем. Меѓутоа пак ја кажам, еден од ретките, ова најискрено сум ти го кажал неколку пати и јавно дека има многу луѓе на кои што и во моето обкружување се им помогнал преку твоите совети. И најважно е тоа што да, што велиш и во твојата работа постојат нели френетичен аплауз, ќе добиеш критика и така натаму и тоа е затоа што ти самиот имаш кажано, учам и преку другите нели комбинации на луѓе. И така вистина еволуираме ние. Така да, посебно кога ќе се спомне храната, знаеш како ние сме емотивно врзани со храната и некогаш имаме ставови во кои што сме убедени и кога да речеме некој ќе каже нешто поразлично или спротивно, некако бурно реагираме. Да како да имаме личен атак некој да ни направил всушност нели. Така да, затоа што многу често нели нашата
нашиот тип на исхрана или диета што ја следиме, ја сметаме како наш идентитет. Да. И сега кога некој ќе каже нешто сосема спротивно, гледаме бурно да изреагираме, дури некои луѓе нели не се воздржуваат и да те поднаврадат нели некогаш. Јасно. Или да речат денеска сите стана нутриционисти, нели тоа е вообичаен коментар, сега брзо го добив. Ќе се сложи дека и во нутриционизмот се прави некаква природна селекција. Секогаш е така. Да, сега на пример има многу наплив на сите се нутриционисти, нели, тие што вистински завршиле, не завршиле, и тренери, и некој што ослабел станал, се смета себе си за нутриционист затоа што ослабел со некој тип на диета. Мага што јас не знам, секогаш викам ќе настане природна селекција, ќе избие на површина тоа што е нели квалитетно, тоа што може да опстои. Секогаш било така. Секогаш еден тренд кога ќе почне, сите го следат тој. Па на крај краишта кога почнував јас со радио пред 100 години, тогаш на пример ќе мене во Велес, бидејќи нели сум од Велес. Родом од Велес, така. Па не знам, пола од мојата генерација беа радиоводители. Тогаш имаше почнуваа нели приватните радија, тогаш беше во експанзија. Години, нели сега почетокот на 90-ти години. Значи сите беа радиоводители. Сега колку останале од тие. Така што секогаш се врши нека природна селекција. И јас пак ќе кажам, моќта на манифестацијата е многу важна алатка, бидејќи тоа што го размислуваме како половина од патот да сме го реализирале, бидејќи тоа е вистина моќна алатка. Мислата е многу особено кога може да го реализираме. Мора исто така пред да започнеме нели на темата комбинација на оброци, дали постојат строги правила, многу често знаеш да влезеш во добри диалози, да си разговараш со луѓето, особено социјални медиуми, бидејќи секако. Тоа е за мене е мудар начин како треба да ги користиме социјалните медиуми, односно да се справиме да ги односно да држиме до нашите ставови, меѓутоа да не бидеме и толку ригидни ако нештото или непопустливи ако нештото треба да се промени, затоа што нели некој пат често твојата литература е подкрепена со истражувања, докази од Светска здравствена организација и така натаму. Така ќе биде ова следно видео кое што ни го подготви со титул, односно со превод. Пред кажеме на гледачите, стана збор за професор доктор. Да, професор доктор, јас не знам дека е многу популарен во Србија. Мислам дека нешто едно време сакав да прочепкам да видам кој е човекот што толку видов дека многу интервјуа, дури ова видео има некаде над 35.000 лајкови. Така. И мислам дека е доктор, меѓутоа се занимава со природна медицина и со хомеопатија, не знам, така нешто слично. И доста почитувам во Србија, и знаеш како кога доктор ќе каже нешто, нели и денес, така се мисли дека тоа е најисправното, меѓутоа еве овдека малку дава испобешани информации во врска со исхраната во видеово и баш затоа и сакав да го посочам, затоа што видов дека и некои од тие што ме следат мене, например, го имаат лајкувано професор докторот. Да, така видеото, така што еве да ги разјасниме. Само да прашам, дали е професор доктор кој што ја почитува само единствената алтернативна медицина? Не, јас колку што знам беше физиотерапевт. Така, по вокација. Да, а инаку се занимавал едно време како што читав нели на интернет. Толку знам јас, нели, со хомеопатија и со природна медицина, што и да значи тоа. Да. Ова видео всушност ни потикна за темата на разговор во оброкот на денот. Може колеги да го слушнеме. Loša kombinacija su ugljeni hidrati i proteini životinjskog porekla. To je jako loša kombinacija. Druga loša kombinacija u ishrani, o tome se jako malo priča, a postoje 3-4 knjige o pravilnoj ishrani po pitanju kombinovane hrane. I to naučni rade. Znači, sljedeća stvar je, ne treba kombinovati 3 koncentrovana proteina. Šta to znači? Znači, sir, meso, jaja ne treba da jedu se zajedno. Zašto? Zato što se vare u različito vreme. I ako ih iskombinujemo, onda ćemo ih loše svariti. Produžit će se proces varenja. Sljedeća stvar koja je izuzetno, kažem, važna, a to je da nikad ne jedemo voće posle obroka. To je znači pravilo, jer voće se ne vari u želucu, kao što smo rekli malo pre, nego se vari praktično u 12-palačnom crevu i u ustima. Znači, žvakanje hrane je ključna stvar. Dobro, da sažvaćemo hranu i onda će se ona bolje svariti. Voće se znači jede prejela, najbolje na prazan želudac, jer se voće brzo vari i izbaci svoju vodu u naše telo i dobro detoksikuje organizam.
Каде да почнеме? Ајде вака. Дали, еве, баш прашање, во самата нутриционистичка литература често се споменува тоа на што го спомена ти, за да го отвориме ова издание на оброкот на денот, за комбинирање на храната, например дека јагле, хидрати и протеини не треба да се јадат заедно. Дали овие правила се научно докажани или повеќе припаѓаат на сферата конкретно на нутриционистичките митови, да речеме, или еве, прашање, постои научна литература за ова? Вака, значи, во 70-те години доста биле популарни тие комбинаторики и постојат книги, нели? Што со текот на времето денес се покажани како неточна наука, псевдонаука, како би се рекло. Така. Инаку такви тврдања постојат уште од 20-30 години на минатиот век. Меѓутоа, со текот на времето докажано е дека нема никаква врска таа комбинаторика, дека пречи, не знам, на дигестија, јагли, хидрати со протеини, дека не се мешаат. На крај краишта природно не постои храна која што е само со еден макронутриент. Тоа се ако не јадеме нели само шекер, само масло или протеински прашоци. Туку напротив спектарот. Сите се комбинација. Например, дури и месото е комбинација на масти и протеини. Така. Јајцата нели исто така. Леќата, гравот се комбинација на јагли, хидрати и на протеини, деломно и на масти. Млекото, млечните производи се комбинација на масти, на протеини и на јагли, хидрати. Значи, ние никаде во природата немаме рацепкано по макронутриенти храна. Сега века зборува нели докторот дека не се мешаат јагли, хидрати со животински протеини. Да. Вака, значи, брзината на дигестија, да, се разликува на јагли, хидратите и на протеините, какви и да се. Меѓутоа, баш таа комбинација на протеини и на јагли, хидрати ја забавува дигестијата. И тоа е добар процес. Значи, кажува дека нели може да се успори да се забрза, упорно кажува да се забрза процесот на дигестија. Ако се забрза процесот на дигестија и брзо помине храната, ќе имаме диареја. Значи, тоа е нешто што не ни треба. Нема да го оставиме тоа. Или ќе бидеме гладни кратко време. На секој половина шаш што се вели. Така, да, или ќе бидеме гладни нонстоп, или да речеме ќе има брзо качување на шекерот во крвта и брзо спуштање, што не е пожелно. Нема никаква да чувствуваме. Нема никаква ситост. А комбинацијата баш на јагли, хидрати и протеини е таа која што ќе ја подзабави дигестијата. Значи, нашиот организам се опремен со ензими, коктел од ензими кои што се лачат и не оди по тајминг, нели, кога ќе ги испушти, туку паралелно се лачат ензимите и тоа нели соодветни нели за масти, за протеини, за јагли, хидрати кои што ја варат храната и во зависност од тоа кога е деломно сварена во желудникот потоа преку пилорис, тоа е последниот дел од желудникот, ја испушта кон тенкото црево. И тука се врши комплетна дигестија и апсорбција на хранливи материи. И бидејќи следиш доста, да речеме, вакви луѓе кои што од времето со некои ајде своји научни истражувања, трудови и така натаму, какви се коментарите најчесто под овие видеа, луѓето го поддржуваат? Да речам, јас што ги читав коментарите, од тие неколку што ги прочитав не беа баш позитивни. Значи сепак не се сложуваат со професор докторот. Да, меѓутоа ме изненади од друга страна што има например, еве пак ќе ти речам 35.000 лајкови, што не е малку. Мислам, тоа е претпоставам ми се допаѓа видеото и вашиот став. Да, штом некој го лајкнал, значи му се допаѓа. Така што, значи некој се уште верува во тие нели муабети или тоа дека ако се мешаат три различни протеини, три различни животински протеини, не знам, лоши се за дигестија. Точно е дека, например, белката од јајце побрзо ќе се дигестира од млекото, од месото, да речеме. Од месото кое што му треба време. Да, меѓутоа тоа не значи дека ќе скапува месото во желудникот. Малку погрешно ги сваќаме работите. Значи, ние кога ја жвакаме храната, се создава еден болус кој што е измешан со плунката, нели? И оди кон желудникот, кога ќе се измеша со желудечната киселина и со ензимите, се добива химус што е течна смеса. Значи, целта на желудникот не е, кога доаѓа храната во желудникот не е како, сега малку ќе звучи глупава споредба, не е како парфе, односно редење едни врз други, туку како смуди. Јасно. Се одеднаш измешано. Да, се одеднаш, тоа е измешана една течна материја која во млазови оди кон 12 палачно црево. Супер вака метафора даде. Сега постојат тврдења дека комбинирање на месо или риба со компири, ориз или леп создава тежина во стомакот, односно тегоби. Има биолошка некаква основа или повеќе субјективно чувство на ситост или бавна дигестија кај индивидуата? Знаеш што би рекол јас? Тоа е повеќе
проблемот е прејадувањето и можеби преголемо присуство на масти. Зошто? Затоа што нели компирот кога се пече или кога се пржи или не знам што се прави, се користи многу масло. Плюс месото е во голем дел, месото е во голем дел масти. Дури и некои типови месо се повеќе процентуално масти отколку протеини. Значи тоа обично кога зборуваме за месо, велиме нели вклучи во исхраната протеин и се мисли на месо. Меѓутоа месото знае да биде некаде до 60% масти. Така што можеби е преобилна комбинацијата. И на крај краишта, ако подолго време не чувствуваме глад, односно побавно се вари храната, па тоа не е лошо, тоа е напротив, сме заштеделе калории, не сме грискале цел ден. Имено, сега нели летово имавме прилика повторно да се вратиме на некоја литература и ја читав од Мирајлес, еден од авторите, со негов сопатник, исто така автор на познати книги, кога патуваат и во одреден период во светот заминуваат во островот Отава, како Blue Zone или плава зона, или долговочноста, и всушност токму на островот луѓето кои што не се бават со дигитализација, немаат мобилни телефони, иначе сосема се во сооднос со природата, нивниот концепт за долговечност е ова што ми споменати непрејадувањето. 80% храната, односно оброкот, да го изедете 80% ако треба. Да. Значи непрејадување. Тоа може да се достигне само ако не сме прегладнети и не сме заборавиле дека треба да јадеме, нели? Ако прегладнеме, ние не сме јаделе 6-7 часа, сме го одложувале, тогаш нема веќе да мислиме дали 80% ќе јадеме, тогаш ќе отидеме до 180% со значи треба да се размисли количината на храна што ја внесуваме, како ни влие, па и некои комбинации на храна. Еве на пример спомнува докторот за овошјето, нели дека наводно нели не треба да се дигестира само во устата и во 12-палачно црево, како спомнува. Тоа е делумно точна информација, малку извадена од контекст. Зошто? Затоа што во плунката содржи ензим амилаза кој што почнува да ги разградува јаглихидратите, односно им врши хидролиза. Таа амилаза се поништува во желудникот поради големата желудочна киселина. Практично тука немаме ензим за дигестија на јаглихидратите, продолжува дигестијата во 12-палачно црево со амилазата од панкреасот. Така што можеби тука малку го протолкувал тоа дека нема дигестија во желудникот, ама тоа не значи дека ако нема соодветен ензим во желудникот за јаглихидрати, дека тие, не знам, скапуваат во желудникот. Процес на кој начин во тие потоа ќе си продолжат во 12-палачно црево, каде што ќе се разложат до најпрости јаглихидрати и ќе се апсорбираат. Тоа е цел процесот. Ја често слушаме и тој спомена во видеото, нели, апропо за дека овошјето не треба да се комбинира со други намирници, бидејќи ферментира во желудникот. Ова е вистина или е заблуда? Не, види, значи ферментација се случува во дигестивниот трак, меѓутоа не во желудникот. Значи, ако се случи некоја храна ферментира во желудникот, тогаш отиде дигестијата. Толку е јака желудечната киселина што не може да остави нешто да изферментира. Нели, плюс тоа реков имаме соодветни ензими кои што ќе разградат. Самиот процес ќе се случи. Така, да, значи протеините ќе ги разградат на полипептиди, после ќе се разградат на пептиди, па на аминокиселини во 12-палачно црево, мастите делумно на триглицериди, па на моноглицериди, па на масни киселини. Значи тоа е процес кој што бавно си оди и се одвива со помош на ензимите. И сега навистина има ферментација, меѓутоа тоа се случува во дебелото црево. И тоа е на некои несварени растителни влакна и при тоа се ослободуваат кратковерижни масни киселини и тоа е пак поволен процес. Одговор да речеме. Така, значи луѓе што јадат повеќе диететски влакна, кај кои повеќе се ослободуваат кратковерижни масни киселини, тие даваат сигнал до мозокот дека сме сити. И затоа луѓе што јадат повеќе растителни влакна, да речеме, се послаби. Затоа што повеќе имаат свест за ситост, повеќе сигналите се изразени кај нив. Сега кај луѓе што има некои од ферментабилните јаглихидрати како фруктоза, лактоза, знаат да ја прескокнат дигестијата и да завршат во цревата. И тие да ферментираат и тука да направат веќе проблем кај луѓе што имаат проблем со нервозни црева. Ама тоа е веќе некој друг муабет. Друг муабет. Не ова што го правиме, да. Јасно. Правиме муабет за здрав организам и правиме муабет за сосем поразличен тип на ферментација. Именно. Сега врз база на нели споменати јајца кај нели видеото на докторот и така натаму, овде имаме неколку типови на протеин кои што ќе ги искористиме. Баш поради тоа реков, нели овека сакав сирење, ама ајде еве крем сирење ќе употребиме како еден тип на протеин и на масти, да не забравиме во
млечните производи има и масти и протеини, јајце кој што е друг тип на протеин кој што го кажува нели докторот, и од друга страна ќе додадеме авокадо, ќе направиме здрави масти, значи баш ќе биде комбинација на јаглихидрати од лебот и растителни влакна, здрави масти и протеини од овие намирници, плюс пиперка која што пак ќе додаде јаглихидрати, затоа што нема само овошето, туку и зеленчукот има јаглихидрати и тоа има често и прости јаглихидрати. Така што да не ги мешаме работите. Ова ќе го направиме како крем салата, па ќе ја намачкаме на реч. Може да почнем така. Слободно, да, слободно. Така што уживајте, ова е уште еден оброк на денот, кус краток поточно рецепт кој што може да си го направите уште сега, значи се што ви е потребно, авокадо, јајце, крем сир, сенф чинам дека ќе ставаме. Да, и сенф ќе ставам и сок од лимон, малку сол, црн пипер, ако некој сака други зачини, нормално може да искористи. Сега авокадо баш не сум го погодил најмеко. Ама тие делови што се помеки ги. Од најтешките ситуации да погодиш меко авокадо, макар што мора да признам најбоље да се купи некој не многу меко и да се остави на собна температура за да си ферментира на свој начин, на некој начин да се помекне. Инаку има да речеме сега кога сме кај комбинациите на храната, дали има или постојат комбинации на намирници кои што го олеснуваат варењето наместо да го отежнуваат, например, нели како што кажуваш ти, зеленчук богат со ензими. Да, вака, значи не, ензимите од храната не ни се нешто многу, не ни вршат работа, затоа што организмот си има своји ензими. Реков, липази за масти, амилази за јаглихидрати, протеази за протеини. Може да се подпомогне, например, ако некој има проблем со дигестија, може да подпомогне малку, само една хартија. Слободно. Храна која што е делумно подсварена или изблендирана, побрзо ќе се дигестира, тоа е за тие што имаат проблем со дигестија во желудникот. Така. Исто така, можеби зеленчукот на пример во комбинација може да ја подпомогне дигестијата, меѓутоа и тоа не важи за сите, затоа што кај некој пак поради големата содржина на вода, посебно ако имаат киселински рефлукс, дури и свежото овоше може да им направи, овоше мислам зеленчук може да им направи штета, да речеме. Штета. Така што сето тоа е доста индивидуално, не можеме да генерализираме што точно на кого што ќе му предизвика подобра дигестија. Убаво кажа, не треба да ги генерализираме работите. Ние сме по биологија слични, меѓутоа сепак секој од нас носи некоја различна Да, ја знаеш како и на клиентите тоа им го кажувам, тоа сум го кажал милион пати, кога станува збор за дигестијата, ке човекот 1 не се 2, значи кај секого кај некого се 3, кај некого 4, така што се математички нема да биде. Да, така што постојат некои правила кои што важат за сите, меѓутоа сепак се е индивидуално, ја затоа и ги сакам индивидуалните консултации. Најдобро е секогаш што човек еден на еден да се зборува. Тие се најтешки се, затоа и ретко се пременуваат, нели малку нутриционисти во нашава земја работат еден на еден, индивидуално со клиенти, а јас напротив сакам да продолжам да работам така затоа што секој човек се е приказан за себе. Посебно тие што имаат проблем со дигестија, посебно тие што имаат проблем со дигестија, па се навистина приказан за себе секој одделно. И јас ако него следам тој човек, му дадам некоја општа програма, и му речам следи таа програма и не се слушнеме, не знам, 3 недели, нема поент. Јасно. Нема поент. Така што ете, тоа е мојот принцип, сега нели секој различно си работи. Јасно. Да седам лимон да не забравам. Да, ќе донесе една мала киселост. Да. Па и нели може авокадото во комбинација да потемне, вака со лимонот нема да оксидира до толку многу. Вистина? Да, авокадото имаш право да речеме кога правиме домашно гвакамоле, практично кога ставаме лимета, мора да се стави нешто за да се заштити да не потемни. Да. Дали е точно дека мастите ја забавуваат, Антонио, апсорбцијата на јаглихидрати и протеини, или дали тоа може да биде корисно во одредени ситуации? Значи, не ја забавуваат апсорбцијата, но ја забавуваат дигестијата во желудникот. И тоа е, пак, ќе речам, поволен процес. Значи, кога јас, например, на луѓе што имаат потешка регулација на шеќерот во крвта, секогаш им советувам, например, овошјето, да го јадат баш со извор на масти. Зошто? Затоа што баш се забавува апсорбцијата, односно дигестијата и со тоа апсорбцијата на јаглихидратите. Да речеме лубеница и сиренце. Да, е така некако, да. Комбинација вечно за нашата кујна. Комбинација, да, имав едно видео, јас на пример никогаш не сум јадал таква комбинација, па направив едно видео со тоа. Со лубеница и сирење. Значи мастите да ја забавуваат дигестијата, но во позитивна смисла. Так. Дури и
пожелно е да се вклучат во исхраната, во не преголеми количини, да се вклучат во исхраната и да се на некој начин да ја забават дигестијата и пак речем со тоа заштедуваме калории. Така Со тоа што сме имале јаглехидрати, протеини и масти истовремено во храната, долго време сме сити и штедиме на калории. Не ни треба броење калории. Го имаме оброкот кој што не заситил и не држал сите некои 4-5 часа. Што повеќе од тоа. Да. Одлично. Одлично мириса, супер излезе и ова, да речам, крем салата што ја нанесуваме на протеинскиот леп, од озгора претпоставам дека ќе си дојде Да, и црвена која пиперка што ќе ставиме. исто така споменавме си бележи своји референтни вредности на јаглехидрати. Така, може би А и требаше малку. варките се одлични, плюс изобилуваат со огромен витамин С. Така да, и значи содржат повеќе ликопен, бета-каротен од обичната Да, пиперка. дури велат дека повеќе витамин С има од лимон. Според некои. За пиперките, да. Така? Сега, јас мислам дека, како што сега не ме држи за зборни или бројките, не ги знам баш на памет, мислам дека зелените пиперки повеќе содржат витамин С од црвените, меѓутоа вкупно се доста богати со витамин С. И сега црвената пиперка е побогата со јаглехидрати, за разлика од зелената, ама тоа не ни е битно, ова е сепак зеленчук. Горе-доле да. добро да ги внесете, па на крајот па може и комбинација да направите и од... Нормално, да. Е вака на кругови ќе ја исечам пиперката на тенки кругови. Сега ќе биде сезоната на ајварите. Да, и јас редовно ја купувам, до душа секогаш се нешто поскапи, сега мислам дека овој период се некои 100 денари килограм. Јас мислам дека дури ги најдов на некои многу поевтини цени, така што веројатно им варираат веројатно сега период. Може, да. Небитно сакам да кажам да се искористи периодот, ги има некаде до крај на ноември, така што жалосно е да се чуваат само за ајвар. Да. Кај што максимално и се губи. Да, максимално ќе им се уништат сите хранливи материи. Можеби малку повеќе ќе биде искористлив ликопенот кога ќе се потпечат, нели? Да, што малку е вработено, па ти имаш кажано за некои продукти како морков и слично дека така, да, во таа смисла да, меѓутоа С витаминот мислам дека нема да биде ништо да остаре, да. Сендвичи ја направивме брзински, не се нешто сложени, а баш имаме таа комбинација на различни типови на протеини, на масти и на јаглехидрати и гарантирам дека еден или два вакви сендвичи ќе ве остави сигурно ќе бидеш сит до ручек, може и повеќе. Имено. И како рековме, ако се потпреме на долговечноста на островот Отава во Јапонија, 80%. Толку и треба да го имаме нели оброкот барем на секои 3 часа. Па нели веќе кога ги спомна нели тие сини зони, дел од тие си оние што практикуваат медитеранска исхрана. Основата на медитеранската исхрана е комбинација на јаглехидрати, протеини и масти. Така е. Се надевам дека ви беше убаво искуството, така дека подкрепено и со добро видео. Антонио секако не дружи и оваа сезона. Појдете најде да јадеме, стои секојдневно споделува совети и вакви некои добри вкусни рецепти. Тука го заокружуваме ова редовно издание на Оброкот на денот. Јас тебе ќе ти заблагодарам како и секој пат за твојата ингениозност и представување. Се гледаме за скоро повторно. Ќе бидат поредуцирани, ма ќе бидат позначени овие оброци кои што ќе ги имаме. Се гледаме. Одлично. Сега во продолжение тука го заокружуваме, останува уште малку од утринската на Телма.